Šta u stvari znači Srebrenica? Што всушност значи Сребреница? Сребреница е символ на страдање. Сребреница е живот низ болка. Таа е символ на преживување, символ на мајките. Таа е символ кој треба да воведе морална норма, да се биде на страната на вистината и на жртвите. Во собранието денеска со ден за доцнување беше одбележан 11 јули, меѓународниот ден на сеќавање на геноцидот во Сребреница. Пред 29 години, во период од само 10 дена во околината на Сребреница, единици на војската на босанските Срби убија илјадници босански муслимани. Се надевам за година дена од сега, на 30 годишницата, со поголема одлучност и самоувереност, ќе може да кажеме дека сме овозможиле отворените рани од минатото конечно да почнат да зацелуваат. За жал, се уште трае траумата и болката најмногу на семејствата на жртвите, но и на цели заедници и цели општества во врска со Сребреница. Денеска од парламентот беа пратени пораки Сребреница да не се повтори. Мирот, владењето на правото, соживотот, демократијата и почитувањето на човековите права се круцијални вредности што треба да ги чуваат, негуваат и надградуваат сите цивилизирани и демократски општества во ерата на глобализацијата, кога од нашето поблиско, но и подалечно окружување се уште стигнуваат вознемирувачки вести за војни судири. На 23 мај годинава Генералното собрание на Обединетите нации усвои резолуција со која го означи 11 јули како меѓународен ден на сеќавање на геноцидот во Сребреница што се случи во 95-та. Истовремено во резолуцијата се осудуваат какви било обиди за негирање на геноцидот како историски настан, како и какви било глорификации на осудените за овие настани. Она што се случи во 2024 година, представува вистински храбар чекор кој нас не буди голема гордост, а тоа е дека Собранието на Обединетите нации донесе резолуција која што е значаен чекор кон обележување на овој ден. Нашата држава не само што гласаше за оваа резолуција, туку нашата држава беше и коспонзор. Властите во Белград реагираа на ваквиот потег на официјално Скопје, но според дел од учесниците токму носењето на ваквата резолуција ќе овозможи формирање глобална свест и внимание за трагедијата од пред речиси 30 години. Правдата преку заслужената казна за сторителите треба да биде нашата омраза. Не смееме да дозволиме да мразиме како што мразат тие. Оти така нема да се разликуваме од нив. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.